Благодарам, господине подпредседател на Собранието, почитувани колеги и пратеници, почитувана заменик министер за финансии, сега и практично и вршител на должност на министер за финансии. Би сакал да кажам неколку збора, заради тоа што за мене секогаш носењето на буџетот и носењето на завршната сметка во Собранието било значаен момент во Собранието. Иако, за жал, долги години наназад и сега не се гледа со тоа значење кон оваа проблематика, кое што треба да го има. Заради тоа што завршната сметка треба на некој начин да биде надзорна расправа за реализација на буџетот на Република Македонија од страна на владата на државата. Собранието, за жал, не го прави тоа и само бегло поминува преку овие документи. Тоа така се случувало подолго време, но мислам дека во иднина треба сосема поинаку да пристапиме кон разгледување на завршната сметка. Зошто? Заради тоа што во завршната сметка, иако низ општи ставки, ние успеваме да погледнеме што точно е направено, што точно не е направено. Како што каже еден колега, се ветиле 100 училишта дека ќе бидат реконструирани, но во завршната сметка гледаме дека е реализација на таа ставка само 5%. И тука нема лажење. Било каков политички говор на било кој министер, било каква реплика на колегата Диме Велковски и групата што е задолжена од СДСМ да реплицира за економија, не може да анулира факт дека 5% се реализираат од капиталните расходи во делот на образованието и никој не сноси одговорност за тоа. Исто така, кога зборуваме и за макроекономските состојби со буџетот, во самиот документ кој што владата на Република Македонија го доставува до Собранието, се гледа сето она што опозицијата го тврди тука 2 години. Прво, дека се зголемени давачките и зголемене зафатот на државата од граѓаните и од стопанство. Значи, во буџетот, почитувана заменик министер, пишува дека повеќе пари сега се собираат од граѓаните, отколку што се собирале предходно. Значи, таму е потврдата дека се зголемиле давачките, се зголемиле даноците, се зголемиле акцизите и сите други аспекти. Во документот кој што вие го доставувате до нас, исто така може да се потврди и да се види она што ние тука го тврдиме, а тоа е дека во апсолутни бројки долгот на Република Македонија од доаѓањето на оваа власт е зголемен за повеќе од пола милиарда евра. Но исто така може да се видат и капиталните расходи. Да видиме дали нешто е реализирано. Значи, се зголемени давачките на граѓаните, државата повеќе зима од стопанството и од обичните граѓани во Република Македонија, повеќе зима од како задолжување, но дали реализира повеќе? Не реализира повеќе. Мислам дека е општ впечаток. Јас го почитувам трудот, велам, на неколку пратеници од СДСМ кои што се обидуваат тука административно да ни читаат една градинка направена таму, некоја градинка таму, но се гледа дека ништо нема на дело. Нема ниту еден голем капитален проект започнат за време на оваа влада. Голем дел од проектите кои што ги започне и до средина ги доведе предходната влада, ви стојат, блокирани се. Е него патот за Прилеп. Пред некој ден патував по тој пат, гледам, не само што нема работници, веќе нема ни машини там. Све е повлечено. Све е повлечено. Да не збориме за автопатот за Блаце. А готови проекти ви беа оставени, физибилити студии, све што требаше имаше во Министерството за транспорт и врски. Допрва вие сега некаде ќе најдете пари кога ќе започнете да го градите. Нема камен темелник оваа влада да постави ни за тоа. Исто како што пред 2 години тука се расправа со неколку колешки од областа на здравството и со премиерот и тврдев дека нема камен темелник да ставите на клинички центар и сега ви тврдам. До крајот на мандатот на оваа влада предводена од Зоран Заев нема да успеете да ставите камен темелник на клиничкиот центар. Имате, почитувана заменик министер, најголем буџет во историјата на Република Македонија. И сега се поставува дилемата кај граѓаните. Добро, како е тоа возможно? Па, почитувани колеги, знаете како е возможно? Кога по законот, за тоа колегата Цуклев повеќе зборуваше, по законот за финансиска поддршка на стопанството, ќе поделите 80 милиони евра на фирми и не кажувате на кои фирми. Веројатно плашејќи се дека ако испадне списокот на фирмите кои што ги добиле парите, како што испадна списокот за онаа друга програма преку Фондот за иновации, пак ќе видиме еден куп сопруги, браќа, сестри на новинари, блиски до вас, на пратеници, на фирми на пратеници, на блиски роднини на министри и така натака и така натака. Господја заменик министер, не е седница на пратенички прашања, но вие имате должност да одговорите.
кога пратениците во Собранието на Република Македонија ќе го видат списокот на фирми кои што добиле финансиска поддршка по законот за финансиска поддршка. И со точни суми. Значи 80 милиони евра вие сте потрошиле, без да ни кажете кај сте ги потрошили, на кого сте му ги дали. На кого вие одговарате, господја заменик министер? На ова собрание? Да, на ова собрание. Должни сте да го дадете списокот на тие фирми. Па да видиме дали и таму има новинари, пратеници, дали има политичари, министри, градоначалници, браќа на градоначалници од СДСМ кои што ги добивале парите. Зашто? За копирана иновација од Индија или за печатарска опрема, која што, замислете, во 21. век печатарска опрема и иновација. Не може тоа да е така. Втора работа, кај одат пари? По адвокатски услуги. Само едно јавно предпријатие, само едно мало јавно предпријатие од Скопје, минатата година потрошиле пола милион евра за адвокатски услуги, и тоа јавно предпријатие кое што има спорови, од 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 денари, каде што и правниците од самото предпријатие може да ги тераат тие спорови. Пола милион. Како пратеници, поголем дел од моите колеги пратија писма до општините и до јавните предпријатија низ Македонија да видиме што се троши и кај се троши. Страшни. Од онаму кај што добивме податоци, а добивме 30%, другите не одговара. Страшни податоци. И се некако истите адвокати се повторуваат. Се некако тие адвокати се слични имиња, слични презимиња, поврзани на овој начин или на оној начин со Социјалдемократскиот сојуз. За извештајот финансиран од USAID, за кој што многу пати тука сум зборувал, каде што се вели дека драстично е влошена состојбата со тендерите во Република Македонија, колку тендери се од 4 очи, колку тендери се со само една фирма, колку тендери се поништени и е повторена постапката, за тоа ич не сакам да збора. Кој знае што може таму како чудовишта да излезат. И граѓани се чудат. Велат поголем буџет, поголеми давачки, поголеми даноци, поголеми акцизи, повеќе задолжувања со пари од странство, а нема реализација. Ја во мојот град гледам веќе Социјалдемократскиот сојуз е 2 години власт. Додека бевме на власт, може би не направивме се, ама го завршивме хидросистемот Лисич. Направивме реконструкција на болницата, направивме нов театар, решивме еден огромен проблем со свлечиштето Рамина, 1/3 од градот беше под опасност со ѕидови длабоки по 50 метри внатре во земја. Реконструиравме еден куп патишта околу градот. Еве СДСМ е на власт 2 години. Освен еден мини кружен тек и едно мини триаголниче во градот, ништо не е направено 2 години. Ништо не е направено во градот и за градот. Аманте со бројките за железница. Па пред една недела ви се истовари во Опаево, каде ви падна воз од пругите заради застареност на пругата, се реконструирале пругите. По коридор 10 испадна воз од пруга. Сме имале среќа како држава, не беше тоа патнички воз. Се инвестирало во гасификација. Кој граѓанин во Република Македонија во овие 2 години доби газ? Кој граѓанин во овие 2 години доби газ? Не се инвестира. Се е под застој, се е под закочување и се е во прекин. Зошто? Заради тоа што Социјалдемократскиот сојуз нити знае да работи, нити сака да работи. Тоа што е за граѓаните. Тоа што го работи Социјалдемократскиот сојуз е во делот на аферите кои што денеска, овие 2 недели, испаѓаат во јавност и се гледа кои се приоритетите на Социјалдемократскиот сојуз. Затоа, почитувана заменик министер, вие го имате респектот од опозицијата во собранието како личност. Би ве замолил 2 работи. Прва работа, како заменик министер, вие сте единствено надлежна да подпишувате све што мине во Министерството на финансии. Би ве замолил, немојте да подпишувате дополнителни задолжувања на ваква расипничка влада. Ваша лична одговорност е да бидете совеста на општеството и на граѓаните, да не подпишувате задолжувања на ваква расипничка влада која што ништо не работи. И втора замолница, размислете си колку побрзо, толку подобро да излезете од оваа влада и да си ја симнете личната одговорност за сите катастрофи што ни се случуваат. Благодарам.